Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американската државна секретарка е на Балканот, денес во Босна, а утре ќе биде во Србија. Со нејзината порака до регионот ја започнуваме денешнава емисија. Американската државна секретарка Хилари Клинтон е во Белград за разговори со председателот Борис Тадич, што се очекува да се фокусираат на Косово и политичките реформи потребни за натамошна европска интеграција. Клинтон таму пристигна од Босна и Херцеговина, каде ги повика босанските лидери да го реформираат комплексниот политички систем, зашто во спротивно ризикуваат за останување за другите балкански држави кои се приближуваат кон Западна Европа, рече таа. Клинтон зборуваше пред студенти од Универзитетот во Сараево, каде рече дека босанските соседи прават чекори кон европска интеграција, зашто знаат дека нема подобар начин да се постигне одржлив економски растеж. Таа исто така ги поттикна лидерите да привлечат повеќе странски инвестиции. Групи на волонтери помагаат во изградба и поправка на скромни домови за семејства со ниски приходи во повеќе американски градови. Еден од тие проекти е во Вашингтон. Освен што им помага на семејства да дојдат до дом, овој проект има за цел и да ревитализира проблематичен дел од градот. Погледнете го прилогот, ентузијазмот на овие луѓе е заразен. Овие волонтери помагаат да се изгради подобра иднина за сиромашни семејства. Кент Аткок е председател на Habitat for Humanity или Живеалиште за човештвото во Вашингтон. Од 1988 организацијата обезбедила повеќе од 200 семејства со нови или рехабилитирани домови. Ова е ден од 5 градови кои имаат иницијатива за ревитализирање на населби со изградба на стамбени згради. Со помош на волонтери од организацијата и нивни партнери се планира изградба на 60 на нови домови во наредните 3 години во овој сиромашен кварт. Кери Вајленд е член на женскиот американски олимписки тим за хокеј на мраз. Секој работи со насмевки и отворено срце и тоа е најважно овде. Може да научиме нови вештини, но во исто време правиме нешто големо за заедницата и за овие заслужни луѓе. Андрагачев Негаш, неговата сопруга и 3 деца се вселуваат во овој трисобен дом. Но за да станат собственици, ќе треба да инвестираат 300 часа работа во неговата изградба. Негаш е од Етиопија. Вели дека вложената работа се исплатува, зашто неговото семејство ќе живее во простран стан. Практично се што заработуваме вложуваме во трошоците околу станот во кој сега живееме, а услугите што ги добиваме не се ни оддалеку како овие што ни се нудат овде. Мислам дека ќе биде добро за нас и за децата. Кент Аткок вели дека нивната програма помага луѓето да имаат залог во заедницата во која живеат, зашто тоа сега е нивно. Ако можеме да го ангажираме семејството да помогне во изградба на нашиот дом или на нивни соседи, тие добиваат чувство на припаѓање, а тоа прави огромна разлика. Еми Палмиеро трча на долги патеки и незините награди се многу за набројување. Само оваа година има победено на неколку големи трки. Некои биле подолги од 200 километри и траеле повеќе од 24 часа. Аматерскиот атлетски сојуз ја додели титулата врвен спортист аматер во Америка. Незините постигнувања се дотолку повпечатливи заради, како што многу би рекле, голем недостаток, иако тоа е последното што таа би го рекла за себе. Погледнете го прилогот, веднаш ќе ви стане јасно за што зборуваме. 38 годишната Еми Палмиеро Винтерс е ултрамаратонка која редовно трча по 100 или 200 километри наеднаш. Голем потфат за секого, но за Палмиеро Винтерс уште повеќе, зашто има една ампутирана нога и трча на протетична, како овој модел, што изгледа како нога од птица. Луѓето ја гледаат формата на оваа нога и предпоставуваат дека има федер. Се што таа прави е абсорбирање на шокот кога телото удира долу.
Незината лева нога била повредена во сообраќајна несреќа со моторцикл во 1994 и неколку години подоцна ампутирана под коленото по 27 неуспешни операции да ја спасат. На трчањето се вратила во 2000-тата, но со обична протетична нога било многу болно. Животот повторно се променил во 2005-та, кога отишла во клиника за протетика во Хиксвил, Њу Јорк, чекор напред, основана од Ерик Шефер. Трчаше 9 мили на час на машина за 10 минути без да се завиши. Видов дека е голем спортист. Му реков дека сакам да трчам 100 мили. Не ми се насмеа, не мислеше дека сум луда, кажа, добро, еве што ќе направиме. Од тогаш трча на нозе направени од чекор напред. Добила многу награди. Често тренира ноќе, откако незините две мали деца ке заспијат. Неодамна во Аризона истрча 209 километри за 24 часа, завршувајќи 22 километри пред следниот тркач. Тоа ја квалификува за американска женска национална атлетска репрезентација, станувајќи прва атлетичарка со ампутирана нога во официјалниот американски тим. Преку ден работи за чекор напред, помагајќи им на други млади луѓе со ампутирани нозе. Сакам да знаат дека единствените пречки што ги имаме се оние кои самите си ги поставуваат. Палмиеро Винтерс тоа го докажува секој ден. Ако ви кажеме дека утре ќе зборуваме за организација со над 500 милиони членови, веднаш ќе погодите дека се работи за Facebook. И тука нема да измислуваме топла вода, зашто некој веќе ја измислил. Утре во Newsflash Гласот на Америка го рецензира филмот Социјална мрежа. Зошто Марк Зукенберг е контроверзна фигура? Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerica.com. Пријатна вечер.